минути после 12 часот го започнуваме третиот час од денешното Плей кафе и одиме на тема спорт. Ви најавив дека имаме гостување во студиото затоа што во недела по 13-ти пат кај Еврохотел во Струга ќе се одржи отвореното државно и меѓународно првенство триатлон 3 дисциплини 2024. Синоќа на полноќ заврши пријавувањето на надпреварувачите. Според организаторите, ова првенство нуди идеални услови за учество и на професионалци, но и на почетници, затоа што има категории за сите возрасти и нивоа на подготвеност, а деталите ќе ги дознаеме секако од организаторот и тренер во клубот 3 дисциплини Никола Кутановски. Никола, најпрво кажи ми како течат подготовките, практично сме на 2 дена пред одржување и колку учесници од кои земји се пријавени. Па, добар ден и од мене. Пред се, извинете, да ви се заблагодарам на поканата за гостувањето. Како што кажавте, ова ни е 13-та година. Доста на неколку локации го организираме, почнувајќи од Радожда, па во Струга, Аскамп, на локација Кајфон, значи постојано се менува локацијата во тоа со оглед на тоа кој ни излегува во престрет. Затоа што денес да организираш еден надпревар, буквално сите што организирале знаат се што е потребно за тоа да се направи. До денес мислам дека има околу 120 надпреварувачи пријавени во сите категории, од 8 земји. Значи тука се Полска, Австрија, Хрватска, Бугарија, Србија, Косово, Албанија и не знам уште кои други земји беа пријавени. Од искуство во минативе години чекаме до последен ден да видиме кој ќе пристигне на самата трка, затоа што сме имале надпреварувачи пријавени дури 200, настапиле само 90. Така, затоа што вие имате и клубови странски со кои што практично сте збратимени, имате постојана соработка, па тие секоја година доаѓаат. Да, значи ние сме збратимени со хрватскиот клуб Ривал, со бугарскиот клуб Палашеви, тука сме во Албанија со Косово, значи кај нив нема клубови, него е само Федерација на Косово. Соработките ги шириме и понатака. Имаме во Србија наши пријатели од Крагуевац, од Белград исто така, од Австрија имаме клубови. Секаде каде што настапуваме на нашите трки што ни се во нашиот календар, правиме соработка со нив, па тие доаѓаат на нашите надпревари. Така, тие спортски пријателства се доста важни. Да, но знаеме како беше изминатите години, имавме корона, па се пријавува, не му даваа дозволи за настап, сега ќе видиме оваа година кој ќе дојде пак. Така, ајде да позборуваме малку за категориите во кои што ќе се надпреваруваат пријавените и за професионалците и за почетниците. Па, триатлонот е најбрзо растечка дисциплина, значи и олимписка дисциплина. Гледате и на Олимпијадата, видовме колку е тоа мощен спорт. Во држава и општо постојат неколку категории, значи најјаката категорија е елит категорија, каде што настапуваат најспремните, тие што баркаат олимписки норми, европски норми, значи сите најглавни збиднувања што се дешаваат во триатлонот се во елит категорија. Ке го имаме тоа и во недела? Да, значи елит категоријата е првата категорија што настапува. Заедно со нив стартуваат јуниорите, таа исто така многу јака категорија што се бодува исто како елит категорија, но е друга возрастна група. Значи тука настапуваат младите триатлонци до 18 години. Значи од 16 до 18 години. После нив настапуваат кадетите, значи таа е категорија од 14 години до 17 полни. И најинтересните се најмалите, значи категорија деца 1 и деца 2, тоа се помлади и постари пионери. Така, ќе имате учесници спомена од 8 земји, во секој случај треба со оглед на тоа дека станува збор за една традиција на овој триатлон, на овој отворен меѓународен турнир. Кажи ми колку е тешко или лесно да се организира се за да бидете достојни домаќини? Па малку прескана кажав, значи секој што организирал еден надпревар во било кој спорт знае со кој потешкоти се соочува. Значи пред се финансиски аспект е најбитниот аспект за една организација на трка. Благодарно за нашите помагатели сите што ни излегува во пресрет и ова година. Мислам дека крајно решавачки беше во последниот месец кај што
се мислевме дали да организираме трката или конечно една година да откажеме поради финансиски причини пред се. Нашиот клуб, значи триатлон клубот, 3 дисциплини и пливачкиот клуб 3 дисциплини се самофинансирачки здруженија. Ние обстоиме од чланарините од децата. Така. И од наши помагатели. Значи тие што сакаат спортот, што помагаат во спортот, па требаше да решиме дали ќе го организираме или не. Значи представа огромна Значи бројка. толку е тешко. Да, не и 120 луѓе некој ќе рече дека не е голема бројка. Кога ставате на 120 надпреварувачи, минимум по еден родител нека биде, мада што никој не иде сам со Така. по еден родител, тоа е баш дупла бројка. Ако ставите со двајца родители, тоа е уште тридупло поголема бројка. И сето тоа ни става мал притисок на грб, дали ќе има проблеми на трката, дали ќе биде све во ред. Секоја година, последниве 3 години, временската прогноза е решавачка за тоа колку надпреварувачи ќе се пуштат на старт. Ние сме на најубавото крајбрежје во Струга, значи во Струга. Кај нас постојано има во секој момент промена на времето. Значи секоја година буквално сме настапвеле во невреме, па до да дојдат најмалите категории, тоа се направило преубо време. Значи буквално да му е мерак на секое дете од категориите да дојде да настапи на трка. Така, кажи ми колку членови од твојот клуб ќе се надпреваруваат и кои се твоите очекувања со оглед на тоа дека вие на вистина каде и да одите, самите резултати зборуваат, правите вистинска берба на медали, што е на вистина за почит и за секое поздравување, но кои се очекувањата сега кога сте домаќи? Значи како домаќини воопшто и на останатите наши трки што настапуваме одиме во што поголем број. Значи децата тренираат и е жално некој дете што тренира цела година да не го однесиш да осети прво што би рекле филинг на еден надпревар. Так. Сега сме домаќини, што се вика предносни е трката и оставивме отворено на сите деца од клубот триатлонскиот, но и од пливачкиот клуб, кој што сака да проба да види што е тоа триатлон. Бројката од кај нас од Струга е 45 дечиња во сите категории. Значи имаме сениори, јуниори, кадети, деца 1, деца 2 категории. И најинтересното ова година е што се враќа нашиот Димитар Јовановски. Конечно после неколку години се реши пак да се врати да проба пак една трка во триатлон. Така, кажи ми, клубот 3 дисциплини споменав кои се успеси ги постигнавте, кои се вашите идни предизвици после ова надпреварување што вие го организирате? Да, значи кај нас нема одмор, дали е Нема лето застанување, да. Дали е лето, зима, есен, пролет. По завршувањето на овој триатлон наш, веќе наредната недела имаме 2 нови надпреварувања. Едното е пливачки митинг во Охрид, а другото е акватлон во Охрид. Акватлонот е дисциплина поврзана во триатлон секцијата, значи се состои само од пливање и трчање. Минатите 3-4 години сме апсолутни прваци и во акватлон, значи буквално ги зедовме сите медали што може да постои. После тоа имаме надпревари во Србија, во Босна триатлон надпревари, пливачки митинзи во Босна, во Србија, во Бугарија триатлони, значи немаме застој. И нормално имаме попратни надпревари како што ни се велосипедски трки. Имаме велосипедска трка во Маврово, атлетски трки, градски трки што би рекле, мини маратончиња, 5 километри трки, 10 на 20, никој да се уште не пошол од клубот. Тие ги правиме чисто за одржување на кондицијата, така да до крајот на октомври имаме полна агенда со надпревари, секој викенд имаме по еден надпревар. Така, Никола спомена и сам на одредени надпреварувања ги земате сите медали кои што постојат. Можеби и претходно сме зборувале за тоа, но самите резултати ме предизвикуваат да те прашам, толку ли се талентирани деца во Струга или се станува збор за една огромна работа и посветеност? Затоа што не се 2 или 5 дечиња кои што се издвојуваат, туку се сите. Почнувајќи од тоа дека Струга е расадник на секој спорт, значи идеме до заклучок дека Струга стварно има одлични предиспозиции на секое дете да почне со некој спорт да се бави. Са можностите ни се тие што ги имаме воопшто во држава, ги добивме подобри условија буквално за пливање, добивме базен градски. Ние пред тоа се снаоѓавме како знаеме и умееме.
Сега од секој спорт ако му додадеш плюс редовни тренинзи, плюс мотивација на децата, тука имаш резултат. Ние сме постојано со децата, повеќе сме заедно клубот, децата, тренерот, него што се децата во нивните домови или ја дома. Значи, буквално трошиме повеќе време заедно меѓу нас на тренинзи, него секој по своите ангажмани дома што седиме. И мислам дека тоа е клучно за нашите резултати. Децата се премногу мотивирани, има момент, значи, каде што стварно му иде све преку глава, гледаме тоа да го решиме на друг начин, правиме планинарења, одиме на езеро горе, буквално правиме некои Значи, решавате и падови. Да, и мислам дека и тоа е клучно за еден момент децата да бидат баш растеретени, да немаат некој притисок тежок, а сега секоја година ни се дешава во струга трката имаат огромен притисок затоа што сите чекаат од нив да дадат најдобар резултат. Така. Има најголема публика и тоа е клучно да имат притисок баш голем што ги тера нешто дали да дадат максимум или да се блокира. Така, ќе имаш можност сега, например, од понови членови да видиш дали тоа ги блокира или пак ги мотивира, па ќе можеш да работиш на тоа со нив. Кога сме кај публиката, тоа сакав точно да те прашам во недела, кои се можностите, правилата за публика, затоа што имате одбележани патеки и сето тоа. Објасни ми како сето тоа ќе изгледа. Да, значи за во недела, ево да ги информираме и нашите слушатели. Патниот правец што е патот од Еврохотел до кружниот кај Фон, значи двата кружен кај Еврохотел до кружниот кај Фон или Солферино е затворен, значи нема пролаз на возила, нема никој да се паркира на велосипедската патека, таа ја користиме за трчање дента. Публиката е дозволена нормално. Кој што сака да дојде со возило до таму да се паркира на паркинзите од страна што се на Партизанска, може да го направи тоа до 8:30. Така. После 8:30 се затвора и нема влез на никое возило или пак и излез. Нема да му се дозволи. Благодарност до полицијата од Струга, до брзата помош кој без нив ништо не би можеле да го направиме ова надпреварување. Ни се клучните фактори за оваа трка во Струга. Како што кажа пред малку, најинтересно е што оваа година имаме дури 15 дечиња нови од пливачкиот клуб што сака да настапат на триатлон, да ги пробаат баш тие убавини на триатлонот. Така, ви посакувам да имате убаво меѓународно првенство, да биде секако што сте планирале, секако дека ќе те контактираме за резултатите и ќе го проследиме настанот како медиум и ќе го пренесеме на слушателите и секако ви посакувам многу успеси со клубот за сите овие надпреварувања кои што ги споменавте, кои што ви следуваат во догледно време после ова првенство. Фала ви уште еднаш на поканата. Па ве повикуваме да видите и дел од нашата трка на самиот ден на одржување. Така, секако ние ќе го проследиме сето тоа во недела, продолжуваме понатаму со одлична музика во Плей Кафе на Плей Радио.